Дали знаете дека во 1903 година во Белфаст бил завршен прекуокеанскиот параброд Македонија, шифра број 116012. Бродот бил долг 160 метри, наменет за 377 патници во прва класа и 187 во втора, со екипаж од 370 луѓе, а се движел со брзина од 18 јазли. На своето прво патување бродот спасувал морнари кои доживеале бродолом, но имал и судир со бродот Кристијан 9. Во 1907 година овој брод го урива рекордот со најбрзо патување од Австралија до Шри-Ланка. 7 години подоцна од транспортен се претвора во воен брод со 8 топа. На 3 декември 1914 година бродот Македонија со уште 2 брода бил упатен кон Фолкландските острови. По победата британската флота се вратила, а бродот останал на островите и таму го дочекал крајот на војната. Кога бил направен, бродот чинел 340.000 фунти, а бил продаден за 25.000 фунти во Јапонија. Во 1931 година бродот Македонија заминал во пензија пошто бил расклопен на делови. Морнарицата на Соединетите Американски држави посебно била горда на бродот Македонец, едреник кој во војната бил во служба на Велика Британија, но подоцна бил заробен од Соединетите држави. Бродот бил фрегата со 38 топа, долг 45 метри. Американската морнарица го користела по војната во 1812 како комерцијален брод. Меѓу луѓето кои имале чест да се качат на американскиот брод наречен Македонец бил и Вилијам Хенри Леонард По, брат на познатиот поет и писател Едгар Алан По. Дали знаете дека археолошките ископувања на локалитетот Вардарски рид во близина на Гевгелија покажале дека таму се наоѓал градот Гортинија, кој во античка Македонија бил еден од трите најзначајни центри на северот престолнината Пела. Куќите во градот биле претежно двоспратни, со темели градени од кршен камен врзани со кал. Горните партии на ѕидовите биле градени од плитар, а биле покриени со двосливен кров. Во однос на внатрешната организација и намена на просториите, се чини дека собствениците ги адаптирале куќите во зависност од различните потреби и желби. Внатрешни дворови, тремови, кујни, работилници, продавници, складишни простории сместени на долниот кат. Горниот кат бил наменет за дневен престој на собствениците, каде што не се среќава строга поделба на машки и женски одаи. На горниот кат се наоѓале и местата и просториите наменети за култни верски активности.